За денеска предвидуваме и уште еден разговор во емисијата, но разговор со повод. Знаете секогаш дека во овој временски период во Гевгелија се одржува музичкиот фестивал Калинка. Или, како што организаторите умеат да го наречат, интернационалниот детски музички фестивал. Вечерва ги имам да почнеме од Џоко Цуклевски, уметничкиот директор и директорот на фестивалот Калинка, Нада Ристова, задолжена за сценариото, исто така поранешен директор на фестивалот. Мене ми е многу мило што два директора на една институција имам во емисијата, некогаш и денес, и од мојата десна страна Дејан Ангелевски, тонски инженер, оној кој што има за задача да го сними фестивалот во своето студио Кларион. Ми се чини дека неколку години заред овој фестивал се снима во вашето студио. Не знам дали сум во право. Да, негде кога 96-та година ја почнавме соработката со Калинка, со известни мали прекини. Еве повторно 2006 година, што ми е особено мило, бидејќи станува збор за 15 годишен јубилеј, повторно продолжуваме со соработка. Така, јас малку необично започнав со вас, иако требаше со Џоко. Без разлика, емисијата има таков карактер да го анимираме сето она што не интересира. Најверојатно, прво тоа ме интересираше Џоко, се извинувам, но еве сега ќе ми појасниш малку повеќе за фестивалот оваа година. Што содржи и каква е организацијата? Работиме од почетокот, сме веќе од формирањето. Така да и почетокот е нормално неформално, затоа што се работи за детски фестивал. Тука нема ред како што и само се гледа она и се слуша она што е направено. Како да кажам, годинава намаливме малку со песничките да добиеме во убавината и црстината на песничките. Се сведува на 14 песнички. Меревме стрикно затоа што се базиравме на школскиот час. Затоа што популацијата што го гледа фестивалот е таква, од 45-50 минути, максимум 60 минути веќе не се задржуваат во салата, така да направиме прво проверка и ни успеа, да ти кажам, затоа што годинава стварно децата го слушаат со апетит фестивалот, нито едно дете ни излегува, ни влегува, ни се прави она джева што одат горе-долу, така да со внимание го проследуваат целиот фестивал. Можам да кажам, еве се вративме во Кларион со успех, направивме добар материјал, го видоа сите деца од регионов. Посетеноста беше на ниво, децата веќе се уиграна, спремени за да го покажат тој на телевизија, да утре други ден го гледат и другите деца низ Македонија. Така, јас би прашал нешто повеќе околу тој интернационален дел. Имате ли оваа година? Го задржувате ли правото да бидете можеби еден од првите, како што бевте и сега, да го носите епитетот интернационалното во себе? Па еве, вие напратите цело време. Година славиме стварно 15 години од постоењето. За жал да кажам, малку ова интернационален дел го сведовме скоро на минимум. Како што почнавме 94-та со СР Југославија, еве годинава имаме само гости од Црна Гора и Србија. Така да финансите си го кажа своето. Настапуваат само деца од Долни Милановец. Не се разочаруваме затоа што пак годинава имаме една друга групичка која што не иде од Скопје, не се гости балетското студио Еорека од градот, а самиот ансамбл брои 23 деца. Значи, истото го задржуваме онаа бројката од 100 до 110 деца, само што еве интернационалниот дел се сведува само на една држава. Ние се надеваме дека времето ќе си го покаже своето и самиот фестивал ќе се најде место во самиот град и општината, така да полесно ќе биде понатаму. Нада Ристова не случајно во нашата емисија, она кој што имаше можност да ги проследи сите изданија на фестивалот од нејзиниот почеток до сегашната 2006, она што го погрешив, меѓутоа и Џоко исто така, нели? Би сакал една паралела.
она што е цел на нашата емисија да се презентира некогашното и сегашното во Гевгелија. Како некогаш фестивалот се организираше, како се организира сега? Ако ми дадете за право, јас се сеќавам на една година, можеби точната нема да ја погодам, меѓутоа кога имавте еден огромен број од интернационални изведувачи, 17 или 18, и кога и сценски и кореографски беше еден од можеби мокните фестивали, ако може така да ги кажам, во Македонија, со кој што фестивал не само што можевте да се равните со детските, туку да ги надминете и оние за возрастните. Еве една паралела, можеби накратко. Да, па еве јас ја имам оваа прилика да се навратам малку во спомените на Калинка. Создадена е во 1992 година. А овој фестивал што ти Тони го спомнуваш беше 96 година, 5 годишнината на Калинка. Па еве да кажам дека најголемата придобивка на Калинка е да влезе во секој дом и во секој катче каде што растат деца, и мислам дека до денес ние тоа го исполнивме како една задача што си ја поставивме пред нас уште на првиот фестивал. На Калинка ЗДО учество до сега околу 5000 деца како директни учесници. Создадени се 270 нови песни за деца, околу 1500 деца од странство, представени преку 23 земји од светот и од Европа. Значи една импозантна бројка со која можеме ние како организатора и општината да се горде. Калинка стана имидж на овој простор, на нашиот град, на Гевгелија, и надалеку познат фестивал не само во Републиката, туку и во Европа. Ако може да забележам, воспоставивте контакти со голем број на фестивали надвор, како што кажавте и вие, од Македонија. Значи, фестивали кои што така светски се познати. Дали може да се пресетите? Наша екипа е била, ми се чини, порано, односно поранеш на Канал 12, на еден од ваквите фестивали во Бугарија, ми се чини, на Сончев брег, и јас пак би кажал една споредба, не гледам некакви разлики помеѓу нивниот и нашиот. Еве, вашите впечатоци и можеби дали го продолжувате тој тек на одржување на односите и учествата? Да. Со овие фестивали од надвор соработуваме. До минатата година доаѓа учесници од тие фестивали на нашиот фестивал, и како што рече Џоко, финансиите го сторија своето. Оваа година да немаме гости од тие фестивали. Меѓутоа соработката ќе продолжи, јас се надевам и понатаму. Калинка ќе мора да опстане и ќе мора да учествува на тие фестивали. Затоа што оттаму собираме искуство, а исто така и од нас учат. А тоа е многу убаво кога некој учи од Македонија и од македонските фестивали и детска музика, например, детска македонска музика. Добро, да не ми се забележи, но Калинка е првиот фестивал во Македонија кој што почне со пропагандни материјали да ги анимира своите активности. Јас се сеќавам и на промоциите, и на флаерите, и на книгите, односно монографија имате издадено и така натаму и така натаму. Да поразговараме малку и со Дејан како тој го гледа фестивалот, значи од негов аспект, од музички аспект можеби, иако и Џоко тоа истото може да го каже, но Дејан не знам колку си информиран, ова емисија која што редовно ги следи гевгелиските настани и се труди малку повеќе да поразговара со луѓето кои што организираат нешто во Гевгелија. Како ти гледаш, значи, на овој фестивал? Па накратко само да запознаем гевгелиската јавност околу дејноста на музичката веќе продукција Кларион. Значи, тонското студио Кларион од 2005 година прерасна во комплетна продукција, значи музичка продукција, и се занимава и со промотерски услуги. Другата година и ние ќе славиме 15 годишнина како Калинка оваа година. До сега имаме реализирано околу 43 фестивалски проекти и се надеваме дека другата година ќе дојдеме до бројката 50. Така еден убав јубилеј, убава бројка.
Како Дејан, како човек кој што доаѓа отстрана, гледа на фестивалот Калинка. Сметам дека повеќе години сте директно инволвиран во фестивалот. Токму така, сметам дека Калинката е еден проект кој што е доста битен воопшто за нас, точно. Мислам дека е белег на Гевгелија, бидејќи и нема друг сличен проект од овај, нема ваков проект кај нас од овој тип. Соработката трае од 96 година, значи не е дека околу 6, мислам дека 6 или 7 фестивалски проекти се снимени кај мене. И мислам дека оваа година 15 нели јубилејна, 15 години јубилеј за Калинка, сметам дека е извонредно подготвен фестивалот, направивме една извонредна продукција, работевме доста систематски и мислам дека добивме еден извонреден финален производ. Впрочем, ќе го видат тоа и самите гледачи. Така, може ли да прашам колку време се снима? Значи имавте, како рековте, 14 песни оваа година? Да, 14 композиции веа, па ги снимавме негде околу 15 на дена. Мислам, со се ремиксот, значи комплетно финалниот производ излезе не дека се заедно околу 20 дена. Траеше целиот проект. Многу сум задоволен од подготвеноста на децата, од изборот на песните, значи композициите беа доста квалитетни, да се работи за проверени автори, така да многу сум задоволен од постигнатото. Јас се надевам дека и понатаму ќе соработувате со организаторите и дека понатаму ќе се снима во вашето студио.